Да, благодарам Јована. Секако ова линковско вклучување повторно ќе не бидат во фокус дивите животни, меѓутоа од еден поинаков аспект, односно со оглед на тоа што и минатата година во летниот период, а и сега во моментов имаме навистина голем број пожари, ќе разговараме, односно ќе слушнеме колку страдаат дивите животни на местата кои што се опожарени и колку страда исто така биодиверзитетот, односно со оглед на тоа што минатата сезона изгоре голема површина низ Македонија, тоа значи дека биодиверзитетот во тие региони е под закана. Меѓутоа и за ова што се случува во моментов, за различни предели страдаат различни диви животни, но сето тоа ќе го дознаеме од изјавата која што следува од Лазар Николов од Македонско еколошко друштво и дипломиран еколог и член на Националната мрежа за управување со пожари на ниво на предел. Така што во продолжение ќе слушнеме за сите овие точки кои што претходно ги наброив. И ризик фактори за настанување на пожарите, можам да кажам дека на територија во Република Македонија пред околу 2 години беше формирана национална мрежа за управување на пожари на ниво на предел, во која што активно учество земавме и ние како организација и која имаше за цел да изработи национална стратегија и акцијски план за управување со пожари во кој што таа мрежа од луѓе засегнати, односно луѓе стручни во фелата кои што можат да се справат со проблематиката пожари, има на некој начин задача да ги излистаат сите слабости на државните апарати, меѓутоа да ги излистаат и сите ризици, причини и фактори за настанување на пожарите во Македонија. Во пожарите тука секогаш се провлекува една потреба од дополнително едуцирање на населението, значи ниското ниво на едуцираност кај населението го имаме нотирано како една од главните причини за превенција на пожарите. Неправилното постапување со различните типови на собрана сува маса, односно тоа наједноставно кажано се имотите наши кои што ги имаме дали во руралните делови од државата, кои што многу ретко се грижиме за нив да ги исчистиме или да ги средиме на некој начин за да не биде насобрана стара биомаса од претходните години и секако тоа представува една од ненавремените превенции од пожари кои што можат да бидат жаришта за избувнување на поголеми пожари. Секако, немањето на интегриран и развиен систем за рано предупредување на пожари не е на врвот на таа листа за превенција на пожари. Меѓутоа, можеме да разгледуваме и негативни или причини за ненавремено интервенција при настанување на пожарите. Тука, секако, дека на прво место доаѓа недостаток на добро обучен и опремен кадар за справување со пожари, недостаток и немање на опрема за гаснење на пожари, непредвидување на средства за кризни состојби на регионално ниво, значи треба општините да навремено предвидуваат средства за справување со пожари, ниска свест и интерес кај населението за доброволно приклучување кога има акции за гаснење на пожарите. Ти се особено значајни да се кажат при подигање на јавна свест на оваа тема. Многу е ниско нивото на свесност и кај општата јавност, меѓутоа и кај научната јавност за последиците и штетите кои што ги предизвикуваат пожарите. Секогаш во јавност, кога ќе се случат пожари со катастрофални размери, се на некој начин фрапирачки и интересни да се видат некои монетарни проценки за штетите кои што настанале од пожарите. Меѓутоа, најчесто тие монетарни проценки се прават се главно базирани на проценки на штети на дрвна маса. Меѓутоа, треба да знаеме дека штетите врз нарушување на хармоничните состојби во природата вредат неколку пати повеќе од штетите на цената, пазарната вредност на дрвната маса. При настанување на пожарите се нарушуваат сите параметри, сите квалитети на природата, односно почвените карактеристики, квалитетот на воздух, квалитетот на површински и подземни води се нарушуваат,
конзумните екосистемски услуги кои ги уживаат луѓето кои што живеат или редовно ги посетуваат или на некој начин екзистираат од околните предели, како што се собирање на чаеви, бобинки, печурки, лековити растенија, хумус и така натаму. Меѓутоа, се на некој начин долгорочно или краткорочно се нарушуваат и туристичко-рекреативните екосистемски услуги, како што се пејсажните вредности на теренот. Ние добро знаеме дека при настанување на пожари многу побрзо се регенерираат живеелиштата, како што се пасишта, ливади или тревестите екосистеми, за разлика од шумските екосистеми, кои што при сериозни зафаќања знаат да имаат потреба од неколку децении за целосна реобнова на самите површини. И секако, многу често во пожарените површини знаат да се јават процеси, односно иницијативи да се појават за реставрација на самите живеалишта.